Со нецелосно решено финансирање и многу други недефинирани работи, Осогово ќе влезе во подготвителниот период за новото фудбалско првенство во втората Лига Исток. Тоа значи дека на кочанскиот клуб му престои тешка мисија за долгата сезона, во која по правило се случуваат предвидени и непредвидени нешта. Освен тоа, не е порозова ниту ситуацијата по завршувањето на првенството во третата лига, бидејќи остануваат многу отворени прашања од аспект на фудбалерите кои остануваат и кои се заминуваат, тренерскиот тим, управата и други фактори во и околу клубот. Особено ако се има во предвид дека третолигашката трка ја истрчаа главно ветераните како Здравков, Аксентиев, Натков, па и засилувањето Тасевски, Трипуновски и другите. Иако нема анализа за квалитетот на второлигашите кои доаѓаат од другите трети лиги, а Осогово на Истокот беше само трет, тоа би можело да значи дека за кочанскиот лигаш ќе нема лесни противници и дека практично секој натпревар ќе биде дерби и квалификации за опстанок. А за да се надева на победи, Осогово ќе мора да најде барем 3 до 4 заселувања од второлигашки формат. Дали ќе успее во тоа, не зависи само од желбите, туку пред се од парите, бидејќи конкуренцијата во обкружувањето е финансиски далеку помокна. Инаку првата сезона во повисок ранг секогаш е најтешка и затоа помошта кон клубот треба да биде најголема. Во сегашни услови не е мала работа да се има второлигашка екипа и да се гледа второлигашки фудбал. Навивачите ќе имаат можност 2 пати месечно на стадионот Никола Мантов да гледаат екипи како Брегалница Штип, Беласица Струмица, Борец од Велес, Кожув од Гевгелија и други.